So it's something that grows because of a need, not because someone established it. Thank you so much. I would like to congratulate We create it together, then you share the responsibility. That's very important. a national foundation created, Civil Society Development Foundation, that will have an independent board. Почитувани представници на граѓанските организации, почитувани представници на државните институции, драги пријатели на нашата земја и на граѓанските организации, гости кои што сте денеска со нас овде за да ни помогнете, почитувани медиуми денеска присутни, драги гости. Една од примарните обврски на општество што негова високи демократски вредности и грижа за сите засегнати страни и учесници во градењето на модерни заедници е грижата за развојот на граѓанското општество и поттикнување на граѓанската свест. Помина само неколку дена од 17 мај, кога се сетивме на настанот од 2015 година, кога над 70 граѓански организации и илјадници граѓани се обединија за да им го вратиме општеството на оние на кои им припаѓа на граѓаните. Кога десетици илјади граѓани на нашата земја се здружија на масовен, гласен и ненасилен граѓански протест, граѓаните на Македонија. Драго ми е што гледам тука денеска многу познати лица од тој настан пред 4 години. Широката граѓанска коалиција едногласно повика дека моќта на која било идна власт мора да се намали и дека мора да се обезбедат услови, поттик и поддршка за активни, гласни и критички граѓани. Денеска владата на Република Северна Македонија со право вели дека застана зад принципите на еднакви можности за секоја индивидуа во нашето општество. Застана зад принципите на социјална правда и активна заштита и грижа за човековите права на сите индивидуи, а особено на оние кои им припаѓаат на малцинските и маргинализираните групи. Заедно со граѓаните на нашата земја ги прифативме дијалогот и солидарноста за да се обединиме и да го вратиме владењето на правото и правдината. Создадовме амбиент за слобода на изразување како темелници за новата демократска реалност и за просперитет на нашата земја. Граѓанските организации активно учествуваа во реформските промени со кои што ја поставивме и придвиживме земјата стабилно на патот кон Европската унија и НАТО. Вашето теренско, грасрут искуство, долгогодишната работа, анализите за клучните состојби во државата и од директен интерес за граѓаните, помогнаа кога го создававме реформскиот курс. Соработката со голем дел од вас е интензивна, а граѓанскиот сектор останува активен дел и од практикувањето на политиките на владата и односењето промени на сите нивоа. Овие заложби се трудиме да ги решиме системски. Креиравме механизми во системот кои ќе го предвидат, дефинират и гарантираат учеството и влијанието на граѓанскиот сектор во градењето на политиките на владата. Тоа го гледаме во пракса секој ден, во институциите полека се менува културата за тоа што значи вистинска, суштинска инклузивност во креирањето на политиките, а владата ги третира граѓанските организации како партнер во градење на цврсти политики кои ќе работат во интерес на граѓаните. Таа пракса се преточи во пишани правила и подзаконски акти кои секој министер во нашата влада ги изгласи, прифати и стави во употреба. Сето ова се постигна за 2 години. Тоа воопшто не е малко и затоа сакам тука да се заблагодарам на граѓанските организации кои не само што партнерски ги градеа овие модели со нас, туку и беа многу гласни и критични кога се носеа погрешни решенија, а владата докажа дека го слуша гласот на граѓанските организации и знае да се коригира. И тоа дава резултат. Речиси нема позначајна политичка мерка или реформа без вклучување и консултација на граѓанските организации. Инклузивно и заедно го трансформиравме системот, институциите, за да работат по европски правила, во служба на граѓаните, отворено, отчетно и одговорно. Владата на Република Северна Македонија внимателно и постојано го слуша гласот на граѓанското општество и на граѓаните при подготвување на реформските планови. Иницииравме и му дадовме една нова динамика на дијалогот и партнерството меѓу владата и граѓанските организации преку Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Една од најважните задачи на овој совет е да отвори широка дебата за одржливоста на граѓанскиот сектор, пред се преку реформата на државното финансирање на граѓанските организации во нашата земја. Тоа е наша стратешка определба.
Тоа е предалба која ни е неопходна ако имаме предвид дека нашиот модел за углед се практиките на Европската Унија, кога станува збор за поддршката на граѓанските организации. Оттаму, организацијата на оваа конференција на темата реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации ја сметам и лично, но и како прв во владата за исклучително важна. Од неа очекувам темелни насоки кои ќе бидат дел од сето знаење и препораки што ќе ги собереме од повеќе вакви настани, но и со поддршка на пријатели кои што се и денеска со нас, како пренесено искуство од земјите пријатели од каде што доаѓаат. Очекувам дека врз основа на тие препораки ќе добиеме доволно релевантни насоки кои ќе го определат моделот за реформата на системот за одржлива финансиска поддршка на граѓанските организации, кој треба да се заснова на основните начала на транспарентност и отчетност и да одговара на потребите на граѓанските организации за нивното независно делување. Реформираното државно финансирање треба да го обезбеди придонесот кон реализацијата на политиките на државата во насока на остварување на правата и потребите на сите граѓани подеднакво. Освен учеството на оваа, како и на сите наредни конференции во потрага по најдобриот модел за финансиска поддршка на граѓанското општество, во духот на практиките за инклузивност, владата на Република Северна Македонија отпочна и со своји иницијативи за утврдување на најдобрите искуства, за да го идентификуваме најдобриот модел за финансирање на граѓанските организации соодветен на нашите услови. Во текот на месец април, нашата влада, односно Генералниот секретаријат на владата, како носител на одговорноста за соработка со граѓанските организации и Фондацијата Отворено општество Македонија, потпишаа меморандум за соработка за реализација на активноста за подготовка на компаративна анализа за моделите на финансиска поддршка на граѓанските организации во земјите од Западен Балкан и Европската Унија. Оваа активност е дел од стратегијата на владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020 и од акцискиот план за спроведување на мерката 6, од која се очекува воспоставување транспарентен и доверлив модел за државно финансирање со воспоставување единствен фонд за институционален развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ проектите. До утврдувањето на овој модел ќе следат бројни расправи и консултации кои треба да резултираат со компаративната анализа за моделите на финансиска поддршка на граѓанските организации во земјите од Западен Балкан и Европската Унија. Оваа компаративна анализа ќе ја подготви Оделението за соработка со невладините организации на Генералниот секретаријат во соработка со Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и од неа се очекува анализа на финансиската поддршка на здруженијата и фондациите од буџетот 2017, 18 и 19 година, компаративна анализа на моделите за државното финансирање од другите земји од Западен Балкан и Европската Унија и предлог опции за модел за воспоставување и начин на управување на единствениот фонд за институционален развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ проектите во државата. Првиот драфт на моделот се очекува да биде завршен до крајот на јуни, пошто ќе следува широка консултација со граѓанските организации и повеќе јавни расправи за потенцијалниот модел за државно финансирање и за потенцијалниот модел за кофинансирање на ЕУ проектите во државата. Проекциите се дека овој модел ќе го имаме до средината на септември оваа година. Затоа е суштинско важно што е можно повеќе јавни дебати да се отворат и што е можно повеќе засегнати страни да се чујат, да се пренесе искуство и знаење, и затоа повикувам на сериозен фокус во целиот овој неколкумесечен период пред нас. Почитувани представници на граѓанското општество, како и досега, за најважните, суштинските прашања од интерес на граѓаните на нашата земја, владата уште еднаш има намера да ја отвори и да ја поддржи оваа дебата. Овој пат за идентификување на модел за одржливо финансирање на граѓанските организации во земјата. Го очекувам искрено вашиот придонес и знаеме дека ќе го имаме. Од него заедно со вас ќе стигнеме до модел кој ќе биде гарант
за реформата на системот за одржлива финансиска поддршка на граѓанските организации, кој треба да се заснова на основите на начелата на транспарентност и отчетност и да одговара за потребите на граѓанските организации. За вашето независно делување кое што е од круцијално значење за државата и нејзиниот напредок. Благодарам денеска на поканата да бидам дел од овој значаен собир и оваа конференција. Сакам да испратам порака да сметате лично на мене како премиер за развојот на овој модел, на владата која што ја водам, па дури и реконструираната влада која што е во најава, и секако посакувам денеска успешна работа и да излезе еден продуктивен модел кој што навистина ќе го зајакне уште повеќе граѓанското општество во нашата земја. Благодарам.